Почитувани, добар ден. Почитувани Петре Шилегов не одговори на предизвикот да ги прикаже приходите на неговото адвокатско друштво изминатите 3 години за време додека е градоначалник на град Скопје. Шилегов го сокрива тоа затоа што со тоа би се одговорило на прашањата од каде е изворот за пари за луксузите со кои што се поднови Петре Шилегов и со кои средства го зголемува неговиот имот во овие 3 години за време на градоначалничкиот мандат. Почитувани, според наши информации, адвокатското друштво Шилегов и партнери ДОО Скопје во 2019 година остварил финансиски резултат, добивка од 301.905 денари. Значи, адвокатското друштво на Петре Шилегов во 2019 година има добивка од неполни 5.000 евра. Цело адвокатско друштво, цела компанија на раб на обстојување, на раб на одржување. Адвокатско друштво каде што Шилегов не е сам. Шилегов има и партнери, така и името на фирмата. Градоначалничката плата на Петре Шилегов не е доволна за ваков луксус во 3 години. Фирмата на Шилегов со 300.000 денари годишно заработка е на раб на постоење и не може да е извор за луксузирање. Петре Шилегов, градоначалник во заминување во еден мандат, несразмерно го зголемува својот имот и тоа со луксузна вила на Маврово од 300 метри квадратни со огромен луксузен екстериер, со возен парк од најмалку 130.000 евра, 3 луксузни автомобили, како и со нелегална луксузна надградба на семејната зграда, со што ја надкачува вредноста на објектот за најмалку 100.000 евра. Ниту платата, ниту фирмата не може да се извор за толкав луксус. Прашањата од кои што Петре Шилегов бега се следните. Дали зад луксузните градби и нелегалната надградба стојат фирми кои што на некој начин може да се поврзани со тендери и исплатени пари од градската каса? Дали Петре Шилегов се луксузира на сметка на противуслуги поврзани со работењето на градот? Ова се само дел од прашањата кои што ги отвара молкот на институциите за дивата надградба на Петре Шилегов, молкот за неговата документација, молкот за непријавен луксузен имот за кој што и самиот зборува. Нема ништо полошо од СДСМ, за Скопје нема полошо од Петре Шилегов. Ви благодарам.